Повторно сме на тема од областа на медицината. Вие кои што сте наши редовни гледачи, знаете дека секој петок на гости овде ни доаѓаат доктори од клиничката болница Аџи-Бадем Систина, а ова утро заедно со вас и со нас е доктор Стефанија Хаџиевска, специјалист анестезиолог со интензивно лекување, која што ни доаѓа од одделот за кардиохирургија при клиничката болница Аџи-Бадем Систина. Доктор Хаџиевска, добро утро. Добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма. Ке зборуваме за подготовка на пациент со акутна дисекција на аорта. Точно. Сега, пред да зборуваме за подготовката, она што е впрочем вашата работа, убаво е за почеток да им објасниме на гледачите што впрочем значи дисекција на аорта. Добро утро на вас, добро утро на сите гледачи на утринската програма на Алфа телевизија. Значи, акутна дисекција на аорта, тоа е дисекција на аорта, значи раслојување на зидот на аортата. Аортата е најголемиот артериски крвен сад, кој што го снабдува целото тело и сите витални органи со крв и излегува од левата комора на срцето. Дисекцијата значи раслојување на зидот на аортата. Таа е високоеластичен крвен сад, артериски крвен сад, кој што е прилагоден на големи разлики на притисоци во човековото тело. Меѓутоа, при константен притисок, при константен стрес на зидот на аортата, доаѓа до нејзино раслојување. Таа се состои од три зидови, од три слоеви внатрешни, тоест на васкуларниот зид, интима, медија и адвентиција. Значи, во внатрешниот слој, кој ќе дојде до расцеп, во интимата, према медијата, према средниот зид, настанува еден лажен лумен на аортата, значи, кој што не ги задоволува потребите на снабдување на крв према другите витални органи. Има голема смртност, значи е животозагрозувачко заболување. Пола од пациентите умираат во домашни услови, значи не стигнуваат воопшто до болнички услови. И понатаму од 1 до 2% расте процентот на смртност во секој нареден час, значи од настапување на главниот знак на дисекцијата на аорта, а тоа е градна болка. Тоа е јака проводувачка градна болка, која што пациентите често пати знаат и да ја занемарат. Или може би да помисли дека е нешто друго, така? Да, може да маскира и други заболувања, затоа тука е многу важна навремената дијагноза и навременото спроведување на пациентот. Градната болка, значи, знае да биде или во предниот дел на градниот кош или во задниот, во зависност од тоа кој дел на аортата е зафатен, така да и оваа дисекција на аорта во зависност од локализацијата и во зависност од времето на појавување се дели према времето на појавување, значи хиперакутна е таа што се појавува во првите 24 часа од појавувањето на градната болка. Акутна е значи од првите 24 часа до 14 дена. Субакутно од 14 дена до 90 дена, веќе после 90 дена таа преминува во хронична, доколку пациентот ја има таа среќа да се застане крварењето и да се истампонира, се вика тоа, да се застане самата од себе, така? Самата од себе да престане. Меѓутоа, и тоа понатаму си носи своји ризици доколку навремено не се дијагностицира и не се Да се вратиме кај симптомите. Она што е многу важно и она што треба да им се објасни на гледачите. Кажавте, наеднаш доаѓа јака, остра болка или напред или назад. Како нож или напред или назад. И не треба да се занемарува. Воопшто не треба да се занемарува. Кога треба да се јават на доктор? Значи пациентите, пошто таа градна болка најчесто е проследена со други симптоми, значи може да се јави препотување, може да се јави вртоглавица, може да се јави значи појава на абдоминална болка, на ладни екстремитети, на разлики во притисоци, пак ќе кажам во зависност од тоа кој дел на аортата е зафатен. Главната поделба во зависност од таа локализација има две класификации, едната е дебејки, која што ја дели во прв, втори, 1, 2 и 3, значи стадиум. Дебејки 1 е таа што ја зафаќа почетниот дел на аортата, асцендентниот, лакот на аортата и десцендентната аорта. Тип 2 е само почетниот дел на аортата и тип 3 е од излезиштето на левата субклавијална артерија, значи тоа е таа десцендентна аорта што ја викаме торакална аорта. Меѓутоа најсоодветна е Стенфорд класификацијата, која што ја дели на Стенфорд тип А и Стенфорд тип Б. Стенфорд тип А е таа што хируршки се третира и ја зафаќа само почетната аорта, тоест излезиштето нејзино од срцето. Додека Стенфорд тип Б е таа што ја зафаќа значи во десцендентниот, во долниот, надолниот дел на аортата и таа најчесто се третира
медикаментозно. Меѓутоа, во зависност од компликациите, доколку се појават, а тоа е болка која што не се смирува, не се стабилизира, и во зависност од тоа, ако се зафатени артериите, значи кои што одат во тој десцендентен дел на аортата, и доаѓа до мезентеријална тромбоза, доаѓа до расцеп, лик во тој дел од аортата, тогаш се интервенира и се прави една минимално инвазивна ендоваскуларна процедура, поставување на стент графт, тевар на аортата. Ние ќе се задржиме на само овој сакам да ве прашам диагностиката. Так. Како се диагностицира оваа состојба? Значи, пациентите првично кои ќе дојдат, најчесто доаѓаат, значи, пак ќе кажам, најчеста причина тоа е за зајавување на оваа дисекција на аорта е нетретираната артериска хипертензија или покачениот крвен притисок. Понатаму може да биде, значи, некои конгенитални заболувања на сврдното ткиво на аортата, бикуспидна аортна валвула, бременост, злоупотреба на психоактивни супстанции, неконтролирана физичка активност или кревање на тежини, некои инфламаторни васкуларни заболувања, претходна хируршка интервенција, јатрогено може да се повреди аортата при коронарографии, при хируршки интервенции. Меѓутоа, пак ќе кажам, најчесто пациентите што не доаѓаат од неконтролирана артериска хипертензија. Да, значи висок крвен притисок, висок крвен притисок. Затоа, кога ќе дојдат пациентите, значи доколку е зафатен тој почетниот дел на аортата, доаѓаат со нормален притисок или може да бидат со намален крвен притисок, и тоа се вика хемодинамски нестабилни. Тогаш е битна таа навремена диагноза. Златен стандард, значи покрај рентгенската слика, ехокардиографијата, ЕКГ, може да се употреби и магнетна резонанца, меѓутоа ехото и компјутерската томографија се златен стандард да се прикаже аортата и да се знае како треба понатаму да се интервенира и да се третира. Начнавме малку за терапијата. Кажавте дека оној сега што е оперативниот дел, или да ве оставам повторно да кажете како оди терапија. Значи, пак ќе кажам, почетниот дел на аортата или таа Стенфорд тип А дисекција се третира хируршки и мора што побрзо да се влезе во операцијна сала. И кога сме сега хируршки, тогаш настапува вашиот дел, делот на анестезиолозите. Како треба да се подготви пациентот за интервенција, операција, веќе како се вика медицински? Така, за оперативен третман на аортата. Значи, пак ќе кажам, пациентите кои доаѓаат, во зависност од тоа, значи, може да бидат или со нормален крвен притисок, или да бидат со зголемен крвен притисок, или па да бидат хипотензивни доколку настане руптура и тампонада, доколку е зафатен срцето, значи крвта се излива во перикардот, во вивката околу срцето. Значи, најглавен менеджмент е тоа да се намали притисокот на зидот на аортата за да се намали нејзина руптура, нели, понатамошно прогредирање на таа дисекција на тој расцеп. Значи да се стабилизира пациентот, да се минимизира болката, да се обезбедат венски линии, да се обезбеди мониторирање на инвазивен крвен притисок, значи артериска линија се поставува за да се мониторира артерискиот притисок, доколку постојат невролошки знаци, значи затоа што често знаат и каротидните артерии се зафатени во тој расцеп на аортата, да се обезбеди навремено, значи, поставување на ендотрахеален тубус и поставување на пациентот на механичка вентилација и што поитно диагностицирање и спроведување во операционата сала. Тоа е се вашата работа, тоа е се нашата, значи во интензивната нега припремата на пациент. Ова не е нималку едноставна процедура, од сето ова што го кажавте, онолку колку што јас се разбирам, дури и малку вака страшно звучи. Сакам да ве прашам каков е процентот на успешни приказни, на успешни операции доколку се случи ова? Бидејќи кажавте и сама дека смртноста е навистина многу висока и секој измина час расте за 1 до 2% се зголемува смртноста, точно. Каков е исходот обично од ваше искуство од овој тип на операција? Доколку навремено, пак ќе кажам, се диагностицира и се спроведе пациентот во операционата сала и успешно се заврши операцијата, голем е процентот на преживување и понатамошен нормален тек на животот на пациентите секако
тие понатаму ќе мора да се контролираат, да го контролираат артерискиот крвен притисок и да спроведуваат скрининг, тоест на неколку месеци да се оди редовно на контрола, се прави компјутерска ангиографија, меѓутоа голема процентот на преживување, пак ќе кажам, доколку навремено се реагира и успешно се заврши таа операција. Навремено значи веднаш по овие симптоми, веднаш по да не се чека симптоматологијата и најдобро би било во првите 24 часа од појавата на таа градна болка, доколку се интервенира, има голем процент, значи над 70% за преживување. Да. Сега големи се ризиците и големи се предизвиците за нас како анестезиолози и за водењето на пациентот во операционната сала и неговата оперативна состојба, така и предизвици со кои ние се соочуваме во интензивната нега. Во текот на самата интервенција многу е битно, значи, волуменски да се оптимизира пациентот, тоа да се надокнадат со течности пациентите, со крвни деривати, затоа што многу често доаѓа до пореметување на хемостазата и до крварење на кај овие пациенти, значи понатаму да се обезбеди една невропротекција, се зачува мозокот, да се намали ризикот од хипоперфузија на мозокот, појава на едем. Понатаму во интензивната нега, доколку пак ќе кажам све се заврши како треба, голем е процентот на овие пациенти кои што развиваат акутна респираторна инсуфициенција, значи затајување на плуќата, имаат ризик од продолжена механичка вентилација, од продолжено, нели, како да кажам, вентилирање на пациентите на таа машина, нели, за на респиратор, така, народски кажано да разбереме. Да. Голем дел од нив развиваат и бубрежна инсуфициенција, затоа што може да се зафатени и тие бубрежни артерии кои што излегуваат од аортата. Така да пак ќе кажам, навремено третирање на сите тие симптоми и очекување на тие симптоми и што побрза рехабилитација на пациентот, што побрза мобилизација, дава подобар исход кај овие пациенти. Доколку се тргне како што треба и успешно се заврши операцијата, какво е времето, односно за колку време пациентот веќе може да застане сам, да кажам, на свој нозе, како трае оној постоперативен период и колку време? И претпоставам зависи од ситуација, зависи од пациент до пациент, зависи од интервенција до интервенција. Не напоменав, меѓутоа зависи и типот на интервенција која што ќе се спроведува, пак ќе кажам, и да е на тој почетен дел на аортата, зависи дали е зафатена аортната валвула, дали таа треба да се коригира или само се стават стент графт на аортата. Значи пак ќе кажам, зависи од типот на интервенција, зависи од пациентот, од возраста. И тоа не напоменав дека оваа дијагноза најчесто ги зафаќа мажите од 50 до 65 годишна возраст, значи предоминантно мажите. Се ова и кај жени и е полоша прогнозата кај жените, меѓутоа предоминантно се мажи. Полоша прогноза во жените имаат од мажите. Во смисла на преживување? Во смисла на преживување, да. Што побрзо, значи, да се мобилизира пациентот доколку е све како што треба. Имаме пациенти кои што доколку е успешно завршена операцијата, во првите недела дена си одат, значи веќе шестиот ден се дома. Доколку постојат постоперативно компликации од страна на респираторниот систем, од страна на бубрежниот систем, невролошки компликации, знаат да се залегнат пациентите и до месец дена и до 2 месеци, така да доста тежок е тој процес. Меѓутоа голем дел од пациентите, пак ќе кажам, веќе во првите 6 дена си одат дома. Доктор Хаџинска, каков е животот на овие пациенти? Доколку има успешна приказна, а кажувате и вие од искуство дека има, успешна, да кажеме, завршено е успешна операција, тој постоперативен период, како понатаму овие пациенти може да си го продолжат својот живот сосема нормално? Живеат релативно нормално, меѓутоа пак ќе кажам, мора редовно да се изгледуваат и редовно да се контролираат. Што значи тоа редовно, на колку месеци? Па во зависност тоа ќе си одреди самиот кардиолог, после тоа ги следи овие пациенти. Да, првично е на месец дена, па на 3 месеци, па на 6 месеци, па на година дена се прават тие компјутерски томографии да се види состојбата на аортата, нели постоперативно, затоа што често знае да дојде до проширување во надолниот дел на аортата после таа првична интервенција. Да, меѓутоа со контрола на артерискиот крвен притисок, со редовна активност, со здрава исхрана, пациентите знаат да живеат убав, квалитетен, предпоставувам, живот до крајот на животот. Она што сакам пред крајот на разговорот, бидејќи веќе сме тука уште 2-3 минутки, да ве прашам, она што е многу важно, а тоа е превенцијата. Како да превенираме, да не дојде до ова, навистина звучи
неубаво, Страшно, вас ви е секојдневие, ама еве мене не ми... меѓутоа е стресно секако. Да, И за стресно нас. и за да не дојде до сето ова, совети до нашите гледачи како да се превенира оваа состојба на ортата. Така. Па првично значи да не ги занемаруваат сите симптоми што се јавуваат. Доколку имаат покачен крвен притисок, да се третира тоа. Доколку имаат други придружни состојби кои што може да водат до ова заболување, да ги контролираат навремено. Доколку има проширување на ортата, таа аневризма на орта што ја кажуваме, редовно исследување, редовни контроли, да водат еден здрав начин на живот, да го контролираат крвниот притисок, редовна физичка активност и тоа главното е да не ги занемаруваат симптомите. И да ги лекуваат сите постоечки заболувања доколку ги имаат хронични. Да. И сепак да не бидеме толку песимистични, значи да не го завршуваме овој разговор така, сепак има и убави приказни, нели вие сте секој ден со баш работите на оваа проблематика. Има приказни, значи доколку сето ова навреме се третира, навреме се јави на доктор, може да биде... Пациентите се живеат убаво и квалитетно и најголема задоволство е за еден анестезиолог, па и за хирург и за кардиолог, кога ќе дојде пациентот после извесен период и го гледате вие застанат на нозе, здрав и жив. Да. Тоа е и целта на вашата работа, на вас докторите. Доктор Хаџиевска, ви благодарам многу за вашето гостување, тоа што ова утро бевте заедно со нас, со нашите гледачи. Ке ве ослободиме сега да се вратите на своите работни обврски во клиничката болница Аџи Бадем Систина.